Македонската ракометна репрезентација со висок пораз од светскиот првак Шпанија со 22-33 го заврши учеството на 11-тото европско првенство во ракомет во Данска. Игравме без капитенот Лазаров и без Пецаковски, а Македонија му пружи достоен отпор на светскиот првак, но само во првото полувреме. Играта на македонската репрезентација целосно се распадна во втората половина од второто полувреме, што Шпанија го искористи да стигне до убедлива победа. Македонските ракометари може да изборат и пораз со помалку голови разлика, но неколку пати не успеа во контрнападите да го совладаат Сиера. Во последните 10 минути од мечот заморот кај нашите играчи си го направи своето, што Шпанија го искористи во 57-та минута да стигне до двоцифрена предност. Филип Миркуловски со 7 голови беше најефикасен во нашиот тим, додека Манасков и Стоилов по 4 пати ги совладаа шпанските голмани. Македонската репрезентација со оглед на победата на Русија над Белорусија во конечниот пласман ќе биде пласирана на 10-та позиција. Денеска е слободен ден на шампионатот, а веќе утре се играат и полуфиналните средби каде се среќаваат Франција, Шпанија и Данска, Хрватска. Играчот на Монако Радамел Фалкао заработи тешка повреда на мечот од францускиот куп и според последните извештаи ќе го пропушти мундијалот во Бразил. Напајачот на Монако постигна гол против нисколигашот Монц, но во 47-та минута по еден остар старт од противничкиот фудбалер остана да лежи на тревата. Првите информации велат дека се работи за кинење на предните вкрстени лигаменти, што ќе го спречи колумбиецот да настапи за својата репрезентација Колумбија на светското првенство во Бразил. Досега за францускиот клуб Монако одигра 16 средби каде постигна 10 гола. Манчестер Юнайтед за сума од 35 милиони фунти го доведува Хуан Мата од Челси, кој сепак ја прифатија оваа понуда. Мата веќе денеска ќе ги има медицинските прегледи во Манчестер, а викендот ќе го одработи првиот тренинг со Юнайтед. Трансферот на Мата ќе биде најскап во историјата на клубот. Димитар Бербатов го имаше најскапиот трансфер до денес, кој изнесуваше 31 милион фунти. Мата во Челси од 2011 година каде одигра 82 средби, при тоа има постигнато 18 голови. Нали од Кина и Доминика Цибулкова од Словачка ќе играат во финалето на женскиот дел од турнирот на првиот тениски Гренслем турнир во годината Австралија Опен. Нали за 90 минути игра забележа победа над канаѓанката Бушар со 6-2 и 6-4 се пласираше во своето трето финале во Мелбурн. Ли во финалните дуели беше поразена во 2011 и 2013 година. Цибулкова пак стана првата тенисерка од Словачка која изборела пласма во финалето на еден Гренслем турнир. Таа во полуфиналето ја неочекувано лесно ја победи Агнешка Радванска со 6-1 и 6-2. Во меѓусебните дуели на Али има 4 победи без пораз. Финалниот меч ќе се одигра в сабота со почеток од 09 часот и 30 минути по средно европско време. 10 надпревари се одиграа синоќа во NBA лигата. Во дербито на Западот Оклахома нагости го победи Сан Антонио со 111-105. Дурент ја продолжи неверојатната серија во која постигнува 30 и повеќе поени и во дербито со Сан Антонио. Оклахома во 2 дена забележа 2 победи над директните ривали во Западната конференција и се искачи на првото место на Западот пред Сан Антонио и Портланд. Дурент заврши со 36 поени, а огромна помош доби од младиот плеймейкер Реджи Джексон кој постигна рекордни за него 27 поени и 8 асистенции. Тони Паркер со постигнати 37 поени беше и најефикасниот играч на Сан Антонио и воопшто на надпреварот. Индијана неочекувано лесно загуби во Феникс со 124-100. Играчите на Феникс има одличен процент од ударите за 3 поени, од 16 обиди погодија 11 тројки. Кај Индијана Пол Џорџ даде 26 поени, 7 скокови. Демар Де Розен постигна рекордни во кариерата 40 поени, а неговиот тим Торонто го победи Далас со 93-85. Далас играше без Дирк Новицки. Бостон со поените на Джералд Волис постигнати на 3 секунди до крајот на првото полувреме забележа победа во Вашингтон со 113-111. Джеф Грин даде 39 поени кај Селтикс. На Вашингтон не му помогна ниту Џон Вол, кој забележа трипл-дабл, 28 поени, 11 скока и 10 асистенции. Милвоки конечно ја забележа првата победа во 2014 година. Бакси го совладаа Детройт со 114-101, а тимот до победата го предводеше Кирон Батлер со 30 поени, 7 скока и 5 асистенции. Шарлот ја прекина серијата од 7 порази поред со триумфот над LA Клиперси од 95-91, а Нью Йорк Никс загуби петти пат поред. Филаделфија славеше со 110-106 над Нью Йорк Никс. За вечера предвидени се само 2 средби. Мајами го пречекува LA Lakers, а Портланд е домаќин на Денвер.